Најдобар начин за затоплување и заштита на овие ниски температури се чаевите, а еден од најкорисните е оној од жалфија. Можете да го набавите во аптеките, на пазарите или да си го одгледувате сами, зашто не бара некои посебни услови. Јас насадам си и корен, искара и тоа. Он само вадиш вода и расне си само. Оно си природно расне нагоре, од едно коренце. Овој чај се до откривањето на антибиотиците се користел при воспаление на грлото, малаксаност при воспаление на внатрешните органи, како и за многу други болести. Покрај воспалителните болести, чајот од жалфија е особено корисен против диареја, како и против болки и грчеви во желудникот. Нутритивната вредност на жалфијата е голема, таа ги содржи сите витамини од групата Б, витамин А и С, а од минералите калиум, цинк, калциум и железо. Поради ова, и ден денес граѓаните ја конзумираат горчливата, но исклучително полезна жалфија. Пијам чај од жалфија и од секакви билки пијам. Зошто ги пиете чајовите? Па чајот, тоа се лековити билки и се многу корисни за организмот. Жалфијата ја јадам, разбираш дека е зеленко или се и ден денеска има жалфија зелен листје. Јаде се листје, разбираш, за се едно нешто. Се што треба да се направи за една чаша чај од жалфија е да се стави половина лажичка од листот во шолја врела вода и да се ужива во вкусот на жалфијата.